Во рамките на проектот Младите клуч за иднината на бизнис секторот, Центарот на заедницата од Струмица организираше форум за вмрежување на младите невработени лица со представници од бизнис секторот. Целта е да се поттикне интерес кај младите за доусовршување, доквалификација и подобрување на вештините и можностите за вработување, со организирање на специјални обуки и формирање на инфопункт, кој ќе располага со база на информација од граѓанскиот и бизнис секторот и ќе служи како медијатор, односно ќе биде врската меѓу организациите и младите невработени. Со отварането на инфоточката ќе се формира една база на податоци на бизнис сектор и млади невработени и преку таа база ќе се овозможи полесен пристап до податоци, до информации за засегнатите страни за надминување на проблемите и крајната цел намалување на невработеноста. Од бизнис заедницата тврдат дека мора да има реформи во образовниот систем, но и да се менуваат навиките кај младите невработени во поглед на доквалификација на одредени вештини за да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Дојде моментот кога треба сватиме дека работната снага треба се повеќе и повеќе да се цени, да се вреднува и да се истата да биде платена соодветно на сработените обврски, но треба и од друга страна да сватат дека и младите за своите работни обврски и задачи треба понудат поквалитетни услуги, поголеми можности и да го одработат што се вели месецот, за да на крај работодавецот да може да им исплати месечна плата. Тони Костов од компанијата Риверсол смета дека младите ќе мора да се надоградуваат за да очекуваат и поголеми плати. Времето е екстремно многу динамично. Верувајте ми дека нема простор за нималку непрофесионализам. Значи, дојдено е времето кај што бараме професионалци, бараме луѓе конкретно со одговорности, со залагање, со ангажман и да вратат со одреден труд за да може и нас финансиски тоа да не се исплати. Проектот што го реализира Центарот на заедницата од Струмица се спроведува во рамките на регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан, која е финансирана од Европската унија, а ја спроведува програмата за развој на Обединетите нации.